Разликата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН е тоа што опозицијата е против се што е во интерес на граѓаните, изјави председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев во Штип на денешната прва од најавениот серијал Трибини насловен како На прав пат. За Заев е неразбирливо како лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски и неговата партија може да е против секоја мерка во интерес на граѓаните. Никако не можам да ги разберам луѓето од ВМРО-ДПМН. Знам дека не ги разбирате и вие, како може навистина да се против се и сешта. Ги гледате овие денови. Тие се против зголемување на минималната плата, против интегрирањето во Европската унија и НАТО, против повратот на ДДВ, против социјалните пензии, против реформите во сите сектори, против подигањето социјалната помош, против повисоките плати, против планот на владата за зголемување на пензиите во државата, против враќање на парите кон граѓаните. Тие се против се. Тие се против и некои добри своји луѓе во нивната партија. И гледате како се расправат и се карат. Тие се и против правиот пат. Целиот свет го призна правиот пат за нашата земја. А ако се против, нека си останат против. Ние одиме по вистинскиот, по правиот пат. Истекнувајќи ги сегментите од социјалната реформа, пред присутните на трибината заменик председателот на СДСМ и министерот за труд и социјална политика Мила Царовска најави граѓанинот во Македонија мора да има пристоен живот со пристојна плата. Ова особено се однесува за трудоинтензивните гранки, текстилот и кожарската индустрија. Во првите 6 месеци од нашето владење, ние покажавме дека платата мора да расте. И не за 300, не за 500 денари. Во текстилната индустрија порасна за околу 4000 денари и ова се однесуваше за 50.000 текстилни, кожарски работници и работници кои што работат во производство на облека. Ова значеше многу за квалитетот на живење на овие наши сограѓани. Но минималната плата не застанува таму. Минималната плата во моментов се преговара и таа ќе порасне, како што најави председателот, исто така за многу повеќе од 500 денари. Штип секогаш знаел да го избере правиот пат, потенцира во своето обраќање градоначалникот Благој Бочварски. Подсетувајќи наветените и завршени проекти од интерес на граѓаните, таткото на градот најави: Во финална фаза е, како што каже и председателот, проектот за изградбата на гасификацијата во општина Штип. Ние ќе бидеме првиот нареден град кој што ќе се гасифицира заради тоа што сме најнапред со нашите проектни документации и очекувам наредната година после изборот на моделот на финансирање да започнеме со секундарната мрежа. Со тоа нашиот бизнис сектор, нашите институции и граѓаните ќе можат да добијат и поевтин газ, односно енерген за нашите граѓани. Денешните говорници беа едногласни во одговорот зошто токму Штип е избран за појдовна точка на овој серијал Трибини. Штип е и останува важен лакмус во одредувањето на политичките случувања во Македонија, особено во источниот регион.